Почитувани присутни, добровечер и добредојдовте на промоцијата на книгата "Како до себе" од нашиот однокраен автор Душко Ивановски. Како библиотека, навистина ни е многу мило што имаме можност да промовираме дело од нашиот однокраен автор и искрено се радуваме што роднокрајното оделение на библиотеката е побогато за уште еден наслов. Ова е прво дело на авторот Ивановски. Ивановски знае да пишува, умешно стопува приказна, дава јасна слика за едно време преживеано и доживеано, создавајќи пријатно четиво, кое лесно го примаат сите наши сетива. И како што се види во самата рецензија, авторот низ ова негово дело ни нуди ракопис, забавен за читање и лесен за разбирање. Со еден збор масторски. Приказната започнува пред Втората светска војна во нашето село Вртиславци. За семејството по самата книга ќе ви зборува самиот автор. Ивановски води читателот низ емоции, преживување на ликовите, откривајќи ја нивната свесност за собствените слабости и му дава можност на читателот да се надмене сами од себе си. Душко Ивановски е роден во Вртиславци, основно и средно образование завршува во Делчево, потоа заминува на факултет во Скопје, а моментално живее и работи во Лондон. Од мое лично име и од име на јавната локална библиотека, Душко му посакуваме многу успех со оваа дело, му посакуваме уште многу нови книги, уште многу нови промоции, уште многу нови успеси. Знаеме дека подготвува нови книги, кои искрено посакуваме нашата следна средба да биде и следна промоција на книга. Сега и давам избор на Ленче Теменова, рецензент на самата книга. Поверете. Дали можеш да напишеш рецензија за мојата книга, мислев дека напишав книга поезија. И го прашав каква книга е, рече роман. А прво помашко. Се израдував. Кога некој како прва книга ќе напише роман, може да му дадеме признание дека навистина знае да ракува со перото. Дуле ме убеди дека навистина знае и тоа мајсторски да прави приказна. Кога рече дека тоа е една вистинска приказна која почнува некаде од селото Вртиславци, а завршува во Минхен, Германија, мислев дека ќе не шета со некаква приказна која ќе нема никаков крај. Ама кога почнав да го читам ракописот, видов дека Дуле мајсторски знае да изведе приказна, иако ова е вистинска. И меѓу секој од тие настани и случки да поврзе психологија, да ни даде такви примери во животот, да ни ги отвори очите, да ни даде поука. И затоа ова дело, додека се чита од две страни. Се чита и како психолошко, се чита и како историско, па ако сакате и како една лекција за секојдневниот живот. Многу се радував што токму мене ми избра за рецензент за оваа книга. Кога читав, мислев и ако имам напишено 15 на своји книги, околу 40 авторски книги, мислев дека не сум достојна да му ги врзам ни чевлите на Дуле како писател. А така е и излезе. Нема многу да ве заморувам. Еве ви кажа дека приказната почнува од Вртиславци, од едно традиционално наше македонско семејство, на кое едно дете на 17 години го взимаат без да кажат на неговите родители и го носат во партизани, каде ќе се снајде. И ако прв пат таму на неговото тело ќе стави памучна ткаенина, бидејќи до тогаш неговото тело само било научено на волнени алишта. Но сакајќи да научи занае било каков и да го напушти ова село во кое не гледа никаква перспектива, со многу труд и со многу мака и оваа желба ќе му се оствари. Ќе му се оствари токму во Минхен, кај неговиот пријател непријател. А зошто пријател непријател? Во војната знаеме дека има и пријатели и непријатели. Тој е неговиот пријател германец кој бил ранет, но еве нашиот јунак од приказната, наместо да го убие, го негува, го лекува цела една недела и го крие по цена да биде загрозен и неговиот живот. А токму тој негов непријател ќе му стане пријател, ќе го одведе во Минхен и ќе му ги оствари сите негови собишта. Можам да кажам дека Дуле може да продолжи да пишува романи.
И мајсторски ќе го прави тоа за наша радост на сите. Луѓето, ова е една психолошка нишка што самиот ја вметнува помеѓу повеќе пасови од книгата. Луѓето не знаат да живеат. Секогаш умот трча по тоа што му недостатува, без да го забележи и цени тоа што го има. А кога ќе го изгуби тоа што го има, тогаш сваќа колку вреди и што изгубил. Бев во позиција да ме понижуваат и да ме газат како црв. А исто така бев во позиција да предводам победи, да имам смелост да застанам на чело на моментот кога на илјадници изгубени борци им се закануваше сигурна смрт. Да ги победам, да ги спасам, да погледам во очите на смртта. Ете, тоа е главниот јунак од романот Патот кон себе. Но читајќи го ова и образувајќи ги психолошките нишки, што Дуле многу добро ги познава, бидејќи длабоко ја проучува човековата душа, ќе научиме многу корисни работи за нашиот живот. Со што може да се заслужи убавината на животот? Дали со херојство да се избори, дали со пари да се купи или со власт да се зароби? Душко Ивановски го напиша овој роман со посвета на братот на неговиот дедо, но и за секој читател кој сака да го пронајде патот до себе. Единствениот исправен пат во животот. Затоа го препорачав да се печати како книга и со огромно задоволство знам дека ќе се чита несомнено. За авторот Ивановски честитки, а за вас, драги читатели, сигурно ќе биде уживање додека го читате. Да сте ми живи и здрави. А сега ја замолвам Кристина Харонтиева да прочита изводот од книгата. Добра вечер и од мене. Чест ми е што денеска вечерва поточно сум меѓу вас во Делчево. Посебно ми е драго што авторот, писателот Душко Ивановски, одбра да прочитам и интерпретирам делови од книгата Патот до себе, каде што дава опис на еден силен женски лик. Тоа е ликот на мајката Седа, која што на еден суптилен начин влијае во едно патриархално време во кое што живее, во носењето на одлуки на нејзините деца и на останатите луѓе со кои што има контакт и кои веруваат и се доверуваат. Седа имаше една посебна дарба која што ретко се среќаваше некаде. Таа можеше да ги види, разбере работите, да ги предвиди нештото однапред. Не беше тоа јасновидство, ниту пак некоја висока интелигенција. Таа можеше да ги разбере карактерите на луѓето, можеше да ги разбере нивните маки. Тоа не е така едноставно, како што си мислеа луѓето. Дека ако некој некога изслуша внимателно, го разбрал со тоа што интелектуално ја сватил содржината што ја качал. Тој може да ја свати ситуацијата на некој, ако е тешка, но тоа ќе биде површно. Тој секогаш ќе го свака кога да гледа однадвор некаква случка, никогаш внатре. Но немаше да ја разбере неговата болка или пак неговата радост. И разбира само ако ја отвори душата, ако ја преживее болката или радоста, како другиот, и не само да ја разбере со мозокот, туку да ја преживее со своето тело. Се случуваше некој што не може да сподели некоја мака со некој близок,
со кого би требало да дели, а има работи што дури и нетврдопорниот не може да издржи, а да не ги сподели со друг, бидејќи како што телото, ако се повреди физички, е дизајнирано да заздравува, така и ако е повредено психички, бара начин да заздрави, па затоа човек има потреба да споделува, бидејќи бара помош од другите, да ја почувствуваат неговата болка, да ја разберат како се чувствува и низ што има поминато. Со самото тоа, што некој ќе умее добро да го изслуша и разбере, автоматски дел од таа душевна рана или травма заздравува, а понекогаш и целосно во зависност од многу работи. Кога двајца споделуваат, еден и еден не е еднакво на два, туку многу повеќе. Тоа се изришува далеко над земјината сфера, бидејќи во повеќе случаи, кога има човек потреба да споделува и засегната судбината. Ако судбината е засегната, таа сака да ја изведе личноста повисоко над зоната на комфорт, на која секој навикнувал, и затоа му е потребно тоа вистинско разбирање, зашто таму се чувствува несигурен и кога некој дури и не му дава совети што треба да прави, доволна е на таа нова површина, што се обидува да стапи бојазливо, да почувствува дека не е сам, дека има некој покрај него, која чувствува таа негова несигурност. Но тој другиот сепак е на тврда почва и некој е тука до него, да му пружи рака, ако осети дека пропаѓа. И кога некој го разбира само интелектуално, тој пак си останува сам во својата несигурност и таа споделба упатена кон таков слушател одекнува во празно, а советите што би му ги дал, ваков би биле сомнителни. И токму затоа Севда познаваше многу мрачни и ветри души, повеќе од кој било. Таа беше доктор, повеќето од луѓето доаѓаат кога имаат мака, а потоа се заменуваат, како ништо да не било. Разликата беше во тоа, што на докторот му плаќаат за тоа, но не и на неа. Сепак, незе и на крај нам не паѓаше тако нешто. Таа воопшто не зборуваше пред друг за тоа што споделил некој. Па дури и да мораше некогаш да каже, таа го кажуваше како нешто погрешно, уобичаено и неважно, што умееше мудро да ги прикрие некои моменти кои кај другите би ја распламтило љубопитноста, а и без друго, другите и нечии тешки моменти беа неважни и никој не сакаше да троши време за тоа, заморувајќи се. А тие не разбираа дека слушајќи ги другите, се учи сами од себе како да живееш повеќе животи одеднаш, па затоа луѓето имаат доверба да се ги отворат душите, зашто знаеа дека кажаното ќе остане таму и нема да биде злоупотребено. Оти таа знаеше многу добро во себе дека ако ништо открие, таму каде што не треба, тоа е рамно на злодело. Сакаш да помага, да ги изслуша другите, да ги разбере и да каже по некој совет, што таа би направила во една таква ситуација, обидувајќи се да ја разбере ситуацијата на другиот и околностите, но повеќето што споделуваа беа жени или по некое дете, зашто во тоа време ни еден маж не сакаше да се отвори пред жена, а најмалку да бара совет од неа. Честопати, кога ќе дојдеа мажи на гости, роднини или комши, и со часови се расправаа за некоја работа. Таа, додека преместуваше по некоја чашка раке и крушија за мезе, ќе патеше од разговорот и веднаш можеше да им го каже најправилното решение, за да им ги скрати повеќе часовните спорења и маки. Но поради обичајот, жената да молчи и да не се вмешува во мажки разговори, таа ништо не кажуваше. Сепак, имаше еден проблем. Таа не можеше со никој да сподели кога нешто и тежише, а и беше многу осетлива. Често, кога дури на крајот од јазикот ќе дојдеше нешто да каже, кога ќе осетеше дека не е заинтересиран некој да ја изслуша, таа го проболтуваше и како ништо да не било продолжуваше со секојдневните разговори. Чувствуваше дека нема да има никаков ефект ако кажува нешто за неа важно во неважен момент, бидејќи тоа би било само натрапување од нејзина страна, а кон другата страна тормозење, при што би се довело во ситуација за подсмех, злоупотреба или погрешна представа, или би представувала за другиот глупост, па дури и да е нејзиниот домаќин или пак некој друг близок.
Дали побеа луѓето од представата што беше заедничкото живење. Иако таа внатрешно чувствуваше што тоа значи и какви големи жртви се потребни за да се надрасне традицијата и собствените сваќања. Но кај сите, па и кај неа, во нејзиното семејство, традицијата беше оставила силен белег, иако луѓето не го осознаваат вистинското и оригиналното значење на традицијата, туку заборавено се придржуваат на тоа што им одговара, а го видоизменуваат тоа што не им одговара. Мажот треба да биде глава на семејството. Мисла која доаѓаше од главните религијски извори и се мисли за машкиот дух кој е активен наспроти женскиот кој е пасивен. Од легендата за Адам и Ева, кога настанала таа перверзија, кога женскиот станал активен, а машкиот дух пасивен, дошло до причината за прогонувањето на човекот од рајот, а не дека мажот треба да наредува и да донесува одлуки во семејството, а жената немала право и требала да биде подчинета и да му служи на мажот. И тоа заедничко живење се сведуваше на преглас. Менталитет на жртва, послабиот секогаш е жртва на посилниот, кога едни на други си проектираат срам, навреди, вина и грев, па и на самите себе, но сега тоа беше несвесно, менталитет пренесено од кој знае колку генерации, та и самиот јазик кој го зборуваат беше груб, наменет само за да унакажеш некој со псовки, клетки во секоја реченица. Да се одгледа потомство и да се преживее, додека никој не можеше ни да се досети дека далеку најважно на тоа заедничко живење и заеднички да се изразне, да се прошири душата на човекот, да се обидени, отколку да се остави потомство и да се преживее. Та и животните живеат и оставаат потомство, иако немаат ништо човечко во нивниот живот. Додека не забележуваат колку животински живеат, иако горделиво си мислат дека стојат далеку над животните. Та и да живее човек во семејство, тој пак се останува тугинец за тие околу него, но сејки и потиснувајќи го длабоко во себе своето време, иако понекогаш толку силно сака да излезе од длабочините на душата, да се ослободи, да ги напиши стакањата, традицијата и нагоните, страх, завист, горделивост, тврдокорност и така натаму. Но сам, без ничија помош, е многу тешко. Затоа тој дар, таа повеќе го сметаше како слабост, како касни, а не како дарба, бидејќи во тоа време и тие околности, таа дарба повеќе штетеше отколку што користеше. Тоа предизвикуваше повеќе страдање, раздвоеност во душата и една бескрена борба во самата себе. Од друга страна, луѓето кои беа немилосрдни, сурови, помалку страдани душевно и во тие околности и време повеќе успеваат да се дограбат до материјалните добри, ја решаат само на корист и без да одговорат за постапките кои не издржуваат пред моралот и законите кои всушност ги немаше, а да не зборуваме за одговорноста пред самиот себе. Но тоа не би било ни одалеку толку тешко ако не постоеше таа борба во самата себе. Та сите тие свирепости беа во постојана борба по вистински човечкото. Вистинската арена беше собствената душа, не надворешниот свет. Тоа животно како секогаш да земаше врв. Никако да можеше да го подчини со секакви итрости, се исплазнуваше и тоа животно со тие животински карактеристики се викаше его. Проблемот не би бил толку голем ако не беше свесна и длабоко во себе неа насетуваше одговорноста. Во длабочината на душата имаше темни капчиња кои немилосредно натискаат да бидат просветлени. Таа се мислеше, ако беше маж, може би било полесно, ќе можеше поактивно да влезе во постет со таа борба, а како жена мораше пасивно да чека. Имаше вистинска потреба од некој кој ќе ја води, но таква помош беше само еден далечен сон. Се молеше на Бога, само да не го наследи тоа некоја од нејзините деца или внуци, или барем ако го наследи, да му биде дадено повеќе сила. И благодарам.
ја замолувам Стефанија Чиска да прочита изводот од книгата. Добро вечер на сите. Севда добро знаеше какво е чувството на Магда, бидејќи и таа поминала низ тоа. Беше свесна колку е судбоносен тој момент и дека за тоа решава некој друг за тебе, не ти самиот, што значеше еднаш за секогаш да се одделиш од своето семејство. Да не те прашуваат кога ти си подготвен или ти сакаш да живееш со туѓинци и да почнеш да се привикнуваш на се од почеток. Да занемеш, да замолчиш, да ги избришеш сите своји навики, добри и лоши, и да почнеш од нула. Да слушаш како мало дете секој што ќе ти каже, а да сносиш одговорност како возрастен. И најлошо, да спиеш со некој кој не го познаваш, кој доправо треба да го запознаеш, а и откако ќе го запознаеш, пак да не можеш ништо да промениш, туку само да се молиш на Бога да се погоди некој кој барем ќе те почитува како човек и нема да ја сруши твојата личност. Далеко е за да може да се зборува за љубов, кога се наеднаш ќе се пренатовари. Нова средина, нови луѓе, нови услови за живење, нови обврски и нова категорија домаќинок. Тешко може некој да ги испива сите тие работи, за да може да ја даде место на љубовта. Дори да има некој огромна среќа да му се погодат работите. Сепак, љубовта ќе биде задушена од секојдневието, обврските и проблемите. За да има љубов, треба слобода. Љубовта не може да се обврзува, оти штом се обврзе, престанува да биде љубов. Па колку и некои да тврдат дека живеат во љубов. Затоа Севда сакаше да разбере дали Магда се знае претходно со него, дали барем почувствувала љубов, па макар и платонска еднострана. Затоа што љубовта е чудна сила. За љубовта може да се помине низ најголемите шкоти и маки, и пак да не ги чувствуваш како маки и тешкоти. Мајка ја чувствуваше нејзината возбуда и збунетост. Ја насетуваше нејзината растреперена душа, оти таа можеше да претпостави што се случува и со самото присуство на Владко и родителите, дури да беа само гости, затоа што таа, уште првиот пат кога го виде Владко, разбуди интерес кај неа, а потоа, со настаните како се развиваат, како и тој видно се заинтересира за неа, и на крајот, со писмото со кое ги обелодени своите чувства кон Магда. И таа немаше ден да не помислеше на него, да не го препрочиташе писмото, кое го криеше во себе како најсвета тајна. И мајка им можеше да забележи, дека само кога ќе го спомнеше името на Владко, таа заруменуваше и го скриваше погледот, и сега беше повеќе од сигурна дека има некаква љубов спрема него, а тоа ја израдува. Мора Владко и Стефан да се одговараат многу на карактерите, па затоа така брзо се спријателиле, рече мајка им. Владко го спаси Стефан од едни што го нападнаа да го тепаат, рече Магда. А и Владко е човек кој малку зборува, а повеќе прави. Тој многу малку зборуваше, а некако со неговото поведение имаш чувство дека можеш за се да му веруваш. Тоа го чекаше да го чуе Севда. Иако малку ја загрижуваше таа тепачка во која влетал Стефан, но сега немаше време за тоа. Ќе расправаат подоцна. На Севда исто така душата ѝ трепереше, ама таа знаеше дека овој момент бараше трезвеност, решителност и одлучност, а после тоа можеше да си поплаче и да се сожалува. Знаеше дека мора да го стегне срцето и ѝ рече: Епа, таков човек ти треба, Керко, на кого можеш да му веруваш, на кого можеш да се подпреш, да те разбира и да се чувствуваш сигурна. Магда ја погледна и се вцрви. Јас само така чувствувам, мамо, може би не е така. Севда продолжи. Важно е чувствата да се искрени. Инаку човек, колку и да мислиш дека го знаеш, може да ти изненади. Та и сами од себе си не можеш да си веруваш, камо ли на другиот. Така е, мајко, тивко изусти Магда, со оној ист треперлив глас. Сигурно и за тебе тој така чувствува.
рече мајка ѝ, штом дошол овде. Па зарем не дошол заради Стефан? Одва изусти Магда. Грлото ѝ беше веќе загнато, одва и стоеше на нозе, оди не знаеше дали е тоа радосна или тажна вест за неа. Тогаш мајка ѝ ја гушна. На Магда ѝ потекоа солзи. Севда тивко и рече: дошто да те побараат да бидеш негова невеста. И очите ѝ нејзи се наполнија со солзи. Магда не можеше ништо да изусти, а солзите сами течеа. Мајка ѝ ја разбираше без да каже нешто. Првата среќа не се испушта, Керко. Знам, може би не си подготвена за тоа или е прерано, ама кога ќе бидеш подготвена, ќе биде предоцна. Сите ние сме поминале низ тоа, а тие што не поминале, ги чека истото. Судбината не прашува како ние сакаме да се одвиваат работите, туку таа ти дава можност да ја видиш и искористи среќата. Ако не ја видиш, може би никогаш повеќе нема да ти се пружи таква шанса. Затоа ние не треба да се плашиме и да мислиме дека ако поминеме преку реката ќе се измокриме или извалкаме, туку треба да го направиме тоа решително, без студиви јанија. Магда малку се охрабри и се прибра. А сега ајде, оди приготви се, а ние да одиме да им кажеме на гостите. Се врати кај Евтим, влегоа заедно и рекоа: епа, ај нека со среќа сватови. И си подадоа раце и се прегрнаа. Ајде да се напиеме по една, се вмеша Евтим, затоа што и таков е редот. Во тоа време пристигнаа Владко и Стефан и им соопштија новата вест. Владко беше пресреќен. Ги прегрна сите. Стефан беше збунет, но си помисли дека тоа би требало да биде најдоброто за Магда и се чудеше како само судбините си испреплетуваат. Сакаше да види како е сестра му и рече дека брзо ќе се врати. Отиде во другата соба, каде што таа беше облечена и целата збунета и зарумената. Покрајна се мотеше по малата сестра и ја помагаше да се дотера. Стефан отиде и ја гушна за да ги прикрие солзите. Не беше свесен дали беа радосници или од тага и рече тивко: нека е со среќа, сестро. Бог нека ве чува. Знаеш што зборувавме. Нема потреба сега да гледаш наназад. Само врви решително по патот кој ти се пружа. Не го оплакувај минатото, радувај се на иднината. Нека не те плаши неизвестноста. Поголем грев е човек да не прави ништо, отколку да чекори напред во неизвестноста. Потоа дојде и Симеон, се поздрави со сите и ја гушна сестра. Ви благодарам. Другите војници уште не можеа да се организираат. Секој зел некакво оружје со себе, беа известени дека доаѓа. Командирот нареди на 200 војници да се упатат на источната страна, да ги утврдат своите позиции. Другите 200 да бидат по позадина, а тие што остануваат да ги извлекуваат оружјето и ранетите на западната страна. Планот беше, додека партизаните на предната линија ги задржуваат тенковите, другите да го изнесуваат оружјето и ранетите, а потоа и тие од првите редови да се повлечат. На видикот се задаваа се повеќе и повеќе тенкови. Земјата како да се тресеше. Тешко можеше да се задржат тенковите со пушки и митралети. Тие исто така гранатираа многу далеко, но се уште немаше пукање. Тенковите полека наближуваа на околу 2 км од источната страна и нивниот број стануваше се поголем и поголем. Веќе ја зафаќа и јужната страна како голем полукруг. Останатите околу 500 партизани, натоварени, секој кој колку може, веќе тргнуваа на кај запад. Имаше неколку партизани кои одеа напред, во извидница, 1 километар пред сите на запад, да го проверат теренот, дали е чист, и да ги известат останатите. Но тие јавија дека и од западната страна на Видик виделе тенкови како наближуваат. Беа отпорени и страшна паника ги зафати.
Горшливо сите се каја, што не го послушаа Симеон. Никој не знаеше кој на каде оди. Сите чувствуваа како часовите и минутите им беа одброени. Осудени беа сите да загинат. Командантот не знаеше што да прави и како потек да повлече. Беше збркан, не знаеше што да каже, зашто него го фати смртен страх за себе и за други. Симеон гледаше што се случува од Давот на кој што се имаше качен. Ги види тие што отидоа на запад, како се беа растрчале како овци без звонец. И сите други како трчаа како муви без глава. Симеон и од западната страна сигурно и од западната страна на тоа тенкови си помисли Симеон. И го зеде двогледот и виде дека и од таму се наближуваат тенковите, само што беа за 3-4 километри подалеку од тие на исток. Само што тој не се исплаши како другите, бидејќи веќе се имаше подготвено на тоа. Го очекуваше ден пред тоа кога сите се подготвува до него и го правеа будал. А тоа дека ќе загине не се плашеше. Многу затоа што и така, тоа што го одведла од неговите веќе беше како да е мртов. А и да остане жив. Кој знае дали ќе се вратеше дома. Оти последните месеци кога беше дома, тој како и да не живееше веќе таму. Единствено што сакаше ако преживееше е да ги извести своите, дека е жив и дека е среќен. Не треба да се секира, а од друга страна веќе беше свикнал на многу напади. Учествуваше и таму можеше да се случи да загине. И повторно се сети на овците кога беше овша, како трчаа по овцата водеч. Каде било и да ги одведе па макар и во провалија. Како една по една следејќи таа со звонецот поминува и по најстрмните места. И тогаш викна еден од војниците и му рече да отрча до командантот и да му каже да се вратат надам и да се укотват за нив и како што правеа овците да напаѓаат само на едно место, таму каде е најстромно и да го пробијат обрча. Тој ги прегрупира 400-тините војници, неговите 20-тина бомбаши ги испрати напред да одат на тенковите. Кога ќе се приближат на 500 метри, да почнат да ползат по земјата и да се приближуваат на нив, а 100 со митралези ги стави во прв ред за бомбашите, да пукаат кога ќе им се каже, а за нив пак стави 30 со снајпери. Зошто толку има да гаѓаат само во нишан на тенкот од каде гаѓаат со гранати или пак во живата сила ако некој излезе од тенкот да пука, додека сите другите беа во позадија. Околу тие што беа натоварени и носеа раните, исто така постави партизани со митралези, за да ги штитат при извикувањето, ако воопшто може да се извлечат. Како што наближуваат тенковите, почнаа да пукаат со гранати. Од партизаните никој уште не пукаше, чекаа знак од Симеон, зашто сите беа збркани и уплашени, вклучувајќи го и командантот, кој од страх беше заборавил дека треба да командува. Зашто тој беше командант на целиот баталион, а имаше уште 5-6 други подкоманданти. Тој лично никогаш не беше изложен на ваква опасност. Повеќе пати кога бил во некои напади бил во позади, другите подкоманданти одели во напади, зашто тој бил повеќе како политички комесар. А и кој можеше да командува во ваква ситуација кога беа околени од сите страни со тенкови? Само во Симеон сите гледаа надеж и спас. Само некакво чудо, ако се случеше, можеше да ги спаси, а тоа чудо го очекуваа од Симеон, кој беше единствен, кој им вреваше сигурно. Само неговиот глас не трпереше, додека сите молча како преплашени деца, а тој качен на дрвото беше за нив како ангел од небото. И кога издаваше наредби како да се групираат, како гром да трештеше, тој им даваше сила и храброст. И сега како овците кои кога имаа водич, веќе партизаните не се плашеа. Симеон ја заврте прашката со бомбата во неа и одлета далеку на кај тенковите и удри во еден тенк како камен. Тоа беше знакот. И сите 20 бомбаши почнаа да фрлаат бомби. И како после силно светење кога удари
грамозевица, така и сега, како небото да се отвори на страшна експлозија. Во еден момент сите бомби како договорени експлодираат. Одеднаш земјата се стресе и пламен вигна до небото. 20 тенкови вигнаа во пламен. Германците не можеа да сватат каква сила и какво оружје беше тоа што ги избриша со земја за вик. Симеон им даде знак на партизаните да припукаат со митралези, а снайперистите гаѓаа во слабите точки на тенковите. Бомбашите ползеа залепени за земја, влечејќи по десетина бомби на појас и како кртови риеа во земјата и продолжуваат да фрлаат бомби. Симеон вртеше со прашка и фрлаше бомби од дрвото и гаѓаше по тенковите што беа во позади. Германците излегуваа од тенковите кои горе, ама не за долго, паѓаа како круши. Тие што останаа бегаа назад. Околу 30 тенкови гореа во оган, а 10 беа неспособени. Тогаш Симеон и даде знак на сите да јурнат со сите сили. Јурнаа партизаните напред, гради во гради. Пукаа кој со што стиги, маваа со кондаси. Обрачот беше пробив. Симеон слетна од дрвото, за да им се придружи во јуришто. Но одеднаш една граната грмна во дрвото на кое беше Симеон и дрвото се распашчи. Тој падна на земја. Последен на промоцијата почитувани присутни ќе зборува самиот автор Душко Ивански. Повеќе. Добро вечер на сите. Сега сакам да дам свој осврт и идеја за книга. Патот до себе е книга во која е прикажана нашата традиција, нашите корени пред и во Втората светска војна. Како живееле нашите дедовци, како размислувале, како зборувале, со сите стравови, двумења, копнежи, желби, радости и тешкоти. Преку главниот лик Симеон и неговата фамилија е прелеан тешкиот и макотрпен живот, проткаен со страдања, газења и премрежија, кој е типичен за македонскиот народ. Но разликата тука е од досегашните сваќања и менталитет е тоа што сите тие препатствија не го прават главниот лик да е жртва. Туку целото тоа, наместо да го понижи и уништи, ја расширува неговата душа и ја зголемува неговата волја и го изострува неговиот поглед. Така што тој се надминува самиот себе, ги надминува стравовите, ја надминува традицијата, културата, старите сваќања, обидувањата и станува херој во Србија и на Балканот. Тој се однесува како морска школка, во која е влегло зрно песок, не по своја волја. Тоа зрно песок ја глода и причинува болка ја јаде од внатре, а таа ниту може да го изфрли, ниту да побегне, ниту да го уништи. Таа е осудена да живее со тоа зрно до крајот на својот живот. Наместо да страда, да се мачи и цел живот да го мрази, таа се помирува со тоа, го обвивува во себе, го прифаќа како свое и започнува да го облагородува, се додека не стане бисер. Така што вредноста на таа школка со бисер многократно е поголема отколку таа без бисер, што живее по-комфортен живот. Така и нашиот народ, кој со векови бил поробуван, притискан, разделуван и измачкан, е дојдено времето да биде облагороден, да биде облагородена личноста на секој поединец од тој народ. Секој пораз е само пораз, кога ќе признаеме дека е пораз. Зашто пораз не постои, само ако се откажеме да ја видиме придобивката од тоа што треба да не научи животот. И навистина, јас живеам во Лондон, каде што имам прилика да сретнам, да живеам и работам со луѓе од цел свет, од скоро сите народни народности. Јас не сум видел луѓе како нас, во кој е вложено силен идентитет и дарба на разбирање. Ако им погледнеме англичаните, германците, шпанци, да не зборуваме за азијатите, африканците и арапските народи, на нив разбирањето и идентитетот им се многу на пониско ниво.
тие полесно функционираат како групи и заедници и идентитетот е повеќе групен отколку поединечен, како пчели. Затоа имаат големи и силни држави. На нив им треба векови за да го достигнат на тој идентитет и разбирање. Затоа нашите си мислат дека знаат се. Бидејќи може на таа дарба, само треба да се доразвие на повисоко ниво. Зашто секоја недоразвиена дарба е повеќе слабост отколку дарба. Затоа кај нас е тешко да се формира држава, зашто секој поединец е држава сам за себе. Секој поединец е цел универзум. И голема благодарност до организаторите од ЈЛБ, Инден, Билјана Петровска, Алена Атанасовски и останатите вработени, до рецензентот Ленче Стоименова, до Кристина Харлампиева, Стефанија Турчиска, Зоран Атанасовски, до Валери Спасевски од 365 Галчево и сите присутни кои донесоа вечерта да биде прекрасна. Да ви дадете збори на вас, почитувани присутни, доколку некој сака нешто да праша или да каже нешто до авторот и за делото, повелете. Уште еднаш честитки за авторот. Јас немав шанса да присуствувам на промоцијата во Лондон, ама ајде, даде Бог па да видам тука дома и да на оваа промоција. И прашање имам, оти обработува една многу убава тема, една, што знам, локална, глобална, да кажем. И размислувам, дали си негов помислил Душко да речеме како идеја книгата прво да биде на делчевски диалект или е подобро да биде така на литературен? И дури јас не ги знам и правилата кои за запишување и дали да кажеме има некои ограничувања по таа насока? Благодарам. Благодарам, Кико. Чест ми е што дојде. Не може да се видиме во Лондон. Значи, јас може планирам да употребам, например, по-стари изрази, кои што може би не се познати за новите генерации, но може би во наредната книга ќе пробам да употребам, пошто се плашам, знаеш, луѓето да не ја разберат, пошто е доста натоварено со психологија, со други работи. И затоа ќе пробам во наредната книга да употребам повеќе делчевски диалект и не само делчевски, туку старински диалект, например, што веќе заборавиле нашите. Благодарам за прашањето. Дали некој друг има прашање? Па честитки за навистина тој дел со борбата и сигурно доста добро опишано. Веднаш во главата јас си го представи како еден филм, скоро што го гледав. И навистина честитки да се множат вашите дела. Хвала, благодарам. Мислам дека треба да прочитате книгата, да се види целата содржина. Така е. И целиот наслов патот до себе сигурно ќе биде задоволен кој ќе ги изеднат сите три делови, пошто тоа се проширува во повеќе генерации. На крајот ќе се види смислата на животот и смислата на не само во Македонија, туку во целиот свет. И мислам ќе биде интересно, но ќе зборуваме потоа кој ќе излезат на видео. Честитки. Ви благодарам за присуството и за вниманието. Да се надеваме дека следната наша средба ќе биде на промоција на нова книга на Душко Ивановски. Доколку некој сака да купи книга, повелите кај авторот. Благодарам за вниманието, следното видување за видување. Значи, сигурно има многу книгата, пошто иде за лани. Секој кој што сака да земе книгата, символична цена околу 100 денари. Не е проблем, мислам. Многу луѓе подари овде, али тоа е.